За грото општини во Македонија изборите завршија, но 4 локални самоуправи од северозападниот дел на земјава останаа без градоначалници. Во првиот круг таму немаше цензус, што значи дека не гласаа барем 33,33% од запишаните избирачи. Тоа се Центар Жупа, Маврово и Ростуше, Гостивар и Врапчиште, со излезеност од 21,49%, 25,18%, 30,31% и 33,31%. Откако гласачите не излегоа во доволен број во првиот круг, Државната изборна комисија веднаш се повика на изборниот законник. Изборите за избор на градоначалник ќе се повторат во целост, односно ќе се повтори целиот прв изборен круг, ќе има нови избори и тоа во рок од 60 дена од конечноста од објавувањето на конечните резултати од страна на Државната изборна комисија. Нови избори значат повторување на целата постапка, од распишување на изборите, преку кандидатури и кампања до ново гласање. Прогнозите се дека гласањето во прв круг ќе се одржи кон средината на јануари, но прашање е кој ќе раководи соопштините до тогаш. Премиерот во друг контекст најави алтернативно сценарио уште во август. Се е можно е гласачкото ливче да биде 7-8 метра, можно е гласачкото ливче да ги обесхрабри граѓаните да излезат, да се намали цензусот, но тука сакам да предупредам дека согласно Уставот и законот, ако не е успешен избирачкиот процес, владата е таа која што именува владени повереници. Но по првиот круг во општините каде изборите пропаднаа поради недоволен одзив, а каде е видливо мнозинско опозицијско расположение, се наметна дилемата кој треба да раководи соопштините до избор на нов градоначалник. Кандидатот на НАИ за градоначалник на општина Врапчиште, Исен Шабани, кој бара трет мандат, имаше убедлива предност пред Мехмет Сефери од коалицијата Влен, но не стана градоначалник затоа што не излегоа да гласаат доволен број избирачи. Тој во изјава за 360 степени обвини дека власта намерно ги бойкотирала изборите, оти тој бил фаворит и дека сега владата не треба да именува повереник, туку откако ќе се конституира советот, советниците да изгласаат вршителна должност. Нарастетът крие министри мунта емројта бесушат тăтје рейс јан едена се на рефине дит. Ngaçdo arsye nuk zgjidhet kryetari i komunës, po në rastin e konkret në komunën e Vrapçishtit ne nuk kemi rreth të ditë. Kemi ngelur në rrethin e parë dhe përsëritën zgjedhjet nga e para. Nuk kalojmë në rrethin e ditë. Përsërisëm zgjedhjet nga e para dhe këtu do të ketë konstituim të këshillit. Këshilltarët vlejnë. Веде градоначалник веќе има во Гостивар. Откако по претходните локални избори тогашниот градоначалник Арбен Таравари стана министер за здравство, поради неспојивоста на функциите се направија интервенции во Законот за локална самоуправа и Советот избра веде градоначалник. Сега, вршителот на должност градоначалник на Гостивар, Валбон Лимани, вели дека има мандат додека не се избере негов наследник на избори. Јас сум избран на 8 јули 2024 година од страна на Советот на општина Гостивар и согласно Законот за локална самоуправа, член 4, треба истата функција да ја извршувам до изборот на нов градоначалник. Тоа беа со последните измени на Законот за локална самоуправа кои беа направени од оваа влада. Интересно е што за разлика од кандидатите на НАИ во Гостивар и Врапчиште кои бараат веде градоначалници, нивните против кандидати од Влен сметаат дека до повторените избори соопштините треба да раководат владини повереници. Логично е да се заклучи дека политичката определба влијае за разногласие за тоа кој треба да ги раководи 4 општини каде изборите на 19 октомври пропаднаа. Но основа за различни толкувања како да остава и изборниот законник. Во членот 134, каде се уредува прашањето за владин повереник, предвидено е дека ако и повториот круг, од кои било причини, не се изврши избор на градоначалник, изборната комисија во рок од 15 дена од завршувањето на изборите ја известува владата. По добивањето на известувањето, владата во рок од 15 дена ќе именува повереник. Владата во рок од 15 дена по денот на именување на повереник го известува председателот на собранието заради распишување на избори за градоначалник. Бидејќи изборите за градоначалник во 4 општини пропаднаа во првиот, а не во вториот круг, прашавме во Државната изборна комисија кој ќе раководи со нив додека се спроведат нови избори. Не добивме конкретен одговор.
Повторените избори се одржуваат најдоцна 60 дена по објавување на конечните резултати. И при тоа за овие избори не важи условот за излезеност од 1/3 од вкупниот број на избирачи запишани во изводот од избирачкиот список за соодветната општина. Откако ќе завршат роковите за поднесување на приговори за сумирање и утврдување на резултати и за постапката на гласање, како и по завршување на постапките по тужби доставени до Управниот суд, Државната изборна комисија на седница ќе ги објави конечните резултати од локалните избори и за тоа веднаш ќе го извести собранието. Во одговорот на ДИК не се споменува ниту владата, ниту владени повереници. Па прашавме во владата. И оттаму се повикаа на изборниот законник, но повторно не добивме директен одговор дали од Илинденска ќе се именуваат повереници во Маврово Ростуше, Врапчиште, Гостивар и Центар Жупа. Иако одлуката се навестува. Ценам дека е доволно јасна, би кажала, формулацијата во изборниот законник, но да почекаме да завршат изборите и веднаш по завршување на истите и како влада, но и собранието се разбира кога ќе треба да ги распише новите избори за оние општини за кои што ме прашувате, веднаш како влада ќе излеземе со транспарентно информирање на јавноста за процедурите и постапките кои што ќе ги превземат. Може да очекуваме владени повереници за овие општини? Јас во овој момент не можам да соопштам дали има преговори или не во однос на определени имиња, затоа велам да почекаме да завршат изборите и како влада навремено и транспарентно ќе ја информираме јавноста. Ако се погледне изборниот законник, процедурата вели дека Државната изборна комисија треба да ја извести владата за да продолжи постапката за владени повереници, но она што досега го добивме како одговор од ДИК не се споменува ниту влада, ниту владени повереници. За сега како го коментирате ова? Затоа велам, се уште чекаме официјално завршување на изборите, да поминат оние рокови за евентуални приговори, доколку ги има или не. Јасно е предвидено во изборниот законник каква е процедурата, да Државната изборна комисија е таа која што треба да информира владата. За професорот Марко Картолица од Правниот факултет при УКИМ, законот е јасен. Без разлика во чија полза е одредбата, вакуум просторот на позицијата градоначалник до избор на нов се пополнува со повереник именуван од владата. Но професоре, во изборниот законник се споменува и по вториот круг за избор на градоначалник. Првиот круг воопшто не е споменат. Точно е тоа, меѓутоа ако погледнеме, одредбата говори ако и по вториот круг, имајќи предвид дека се подразбира и состојба доколку не биде избран градоначалник во првиот круг. И доколку ја погледнеме целокупната идеја на законодавецот, тогаш ќе видиме дека овие одредби се однесуваат што ако немаме избор на градоначалник за време на локални избори. Мора некако ова прашање да биде регулирано. Во таа насока немам дилема дека треба да биде следена онаа постапка која ви ја кажав, односно дека ДИК треба да ја извести владата, владата треба да именува владин повереник кој понатаму ќе врши функцијата наместо градоначалникот се додека не биде избран нов градоначалник. На професорот му ја предочивме и дилемата која ја отвора ВД градоначалникот на Гостивар, дека членот 4 став 2 од преодните и завршните одредби од измените на Законот за локална самоуправа од 2024 година пропишува: во општината во која Советот има избрано член кој ќе ја врши должноста градоначалник на општината, останува да ја врши должноста градоначалник на општината до изборот на нов градоначалник, избран на првите редовни избори кои ќе се одржат по влегувањето на сила на овој закон. Во тие конкретни ситуации, доколку немаше направени измени, тогаш ќе требаше да се спроведат дополнителни избори. Меѓутоа, во тој период беше одлучено да се донесат законски измени кои ќе бидат наменети за овие состојби до првите редовни избори, кои што се сега практично дека нема да има избори и дека ќе може да се избере член од Советот кој што би ја вршал функцијата ВД градоначалник на општината. Конкретно, тие се однесуваа за овие три општини во тој период: Аеродром, Сарај и Гостивар. Секое поинакво толкување мислам дека би представувало некој вид на правна гимнастика и е навистина опасно. Сакате да кажете дека овие измени на Законот за локална самоуправа веќе не важат? Имајќи предвид дека важат до првите редовни, а овие не се првите редовни локални избори, да, на тој став сум и немам никаква дилема дека во конкретните ситуации треба да има владин повереник. Дали на излезеноста влијаела политиката е прашање кое не го менува фактот дека 4 општини каде што не се постигна цензус се и меѓу најиспразнетите во земјава. А во услови кога за градоначалник се бара да гласаат најмалку 1/3 од запишаните избирачи, секогаш ќе има опасност да пропадне изборот, вели професорот Картолица.
И претежно опасноста се врзува за оние општини каде што имаме големо иселување, бидејќи луѓето веќе не живеат таму, иселени се, но се уште се на избирачкиот список и во таа ситуација навистина е тешко вие во определени ситуации дури и невозможно 1/3 да обезбедите излезност. Тоа што загрижува е дека ако погледнеме на овие избори имаме тренд на намалување на излезноста на локалните избори, Но сепак професор е потребен некаков легитимитет, нели? Доколку веќе сакаме некаков легитимитет, тогаш многу пологично решение би било да бараме излезност 50% плюс 1, затоа што тогаш во таа ситуација ќе можеме да кажеме дека навистина мнозинството учествувало на изборите и од мнозинството половина одлучиле кој ќе биде избраниот кандидат. Ваквата ситуација каде што само 1/3 бараме, од една страна не ни го дава легитимитетот, а од друга страна ни создава главоболки во вакви ситуации. Дополнително 1/3 како решение отвара можност да една поголема политичка опција одлучи да направи тивок бојкот на изборите и практично изборите нема да бидат успешни. Нов изборен циклус значи и нов трошок. Без разлика од која причина пропадна изборите, цехот ќе го платат граѓаните. А централната власт, иако можеби накратко, под свој закрила ќе земе уште 4 општини.